Спортскиот центар Борис Трајковски ќе добие тениска арена, гимнастичка сала и сала за боречки спортови. Директорот Златко Перински денеска ја презентираше новата капитална инвестиција за изградба на нова сала, која ќе биде лоцирана во делот на спортскиот центар и е прва од ваков тип во нашата држава, а единствена во регионот која ги опфаќа овие три содржини. Она што посебно ме радува е што успеавме да најдеме начин да реализираме во рамки на овој проект и да изградиме и гимнастичка сала, која што можам слободно да кажам дека повеќе од 30 години не е ништо направено за овој спорт, а сега веќе ќе имаме и услови во кои што ќе бидат со салата која што ќе биде опремена со најсофистицирана опрема и сертифицирана од сите светски федерации. Предвидено е салата да биде на две нивоа. На првото ниво ќе биде сместена салата за боречки спортови, додека на второто ниво е предвидено да се наоѓаат затворената тениска арена, гимнастичката сала и арената за падел тенис. Тениската арена е морам да напоменам дека е согласно сите светски стандарди, ќе биде прелиена со акрилна подлога која што исто така е сертифицирана од светската тениска федерација и на неа ќе може да се одржуваат интернационални и најголеми надпреварувања. Дополнително, како што може да забележите од слайдот, имаме и предвидуваме трибина за околу 500 гледачи, која што дополнително ќе даде еден комфорт и ќе можат не само и надпреварите, туку и тренажниот процес да го следат сите оние посетители од трибина. Дополнително овдека предвидуваме и кафе-бар, кој што има визуализација со тениските терени. Перински информираше дека во финална фаза е процесот за добивање на корисничко право на земјиште, а потоа ќе биде објавен јавен повик за изработка на проект за објектот. Почетокот на изборот на процедурата за најповолен понудувач се очекува да биде на почетокот на 2017 година, а објектот е проектиран на 2 милиони евра. Директорот на центарот очекува изградбата на новата арена да финишира во првата половина на 2018 година.